Глава 4. Тогаш духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: Ако си син Божји, заповедај овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече: Напишано е: човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на покривот на храмот и му рече: Ако си син Божји, скокни долу, зашто напишано е: На ангелите своји ќе им заповеда за тебе, да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: Напишано е исто така: не искушувај го Господа, твојот Бог. Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: Сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: Бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: на Господ, твојот Бог, да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. А кога Исус чу дека Јован е предаден, отиде во Галилеја. И кога го остави Назарет, дојде и се насели во Капернаум на морскиот брег, во пределите Заволонови и Нефталимови, за да се исполни реченото преку пророкот Исаија, кој вели: Земјата Заволонова и земјата Нефталимова на пат кон морето отаде Јордан е незна божечка Галилеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина и на оние што седеа во пределот на смртната сенка им изгреа светлина. Оттогаш Исус почна да проповеда и да говори: Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И одејќи покрај Галилејското море ги виде двајцата браќа, Симон наречен Петар и брат му Андреј, како фрлаат мрежа во морето, а тие беа рибари. И им рече: Појдете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И ете, тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Потоа, одејќи понатаму, виде други двајца браќа, Јаков Заведеев и брат му Јован во кораб со Заведеј, таткото нивни, кои си ги крпеа мрежите свој и нив ги повика. И тие веднаш го оставија коработ и татка си и тргнаа по него. И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи го Евангелието на Царството и лекувајќи секаква болест и немоќ ке народот. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, обседнати од демони, месечари, фатени, а тој ги оздравуваше. И по него одеше многу народ од Галилеја, Десетоградието, Ерусалим и Јудеја отаде Јордан.